Легенда за Кочани. Многу одамна, на печалба во Кина бил еден човек по име Кочо. Работел што работел. По долги години решил да се врати во родниот крај. Бидејќи во Кина оризот бил основна храна, на заминување решил со себе да понесе и ориз, со надеж дека оваа земјоделска култура ќе успее во неговиот крај. Со себе понел мала количина од ова бело злато, со цел лесно и без проблеми да го пренесе од царството во царство. При влегувањето во царството во кое се наоѓало и неговото родно место, наишол на проблеми. Оризот бил забранен за внесување во било каков облик. Сепак, Кочо не сакал да се откаже од намерата да го внесе оризот. Се мислел и на крајот се сетил. Дознал дека гуските како трговска стока не биле забранети за внесување. Купил гуски, им го дал оризот да го изедат, а потоа ги заклал. По влегувањето ги очистил и од нив го извадил оризот. Така Кочо го пренел оризот од Кина, започнал да го произведува, со што му дал нов белег и култура на овој крај. А според неговото име, местото каде што започнал да се одгледува оризот, го добило името Кочани.